Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Движењето против коцкање најавува референдум за тетовчани да се изјаснат дали сакаат објектите на игри на среќа да се оддалечат од населените места. По повод денот на македонската полиција дадена почит на полицајецот Соки Стојановски, кој загина во конфликтот во 2001 година. Полицијата делеше летоци на граѓаните со информации за подигнување на сообраќајната свест и култура на пешаците. Движењето против коцкање кој изминативе години се залага објектите на игри на среќа да се оддалечат од населените места најавува одржување на референдум, на кој граѓаните на Тетово ќе се изјаснат по ова прашање. На 20 мај треба да се сретнат со советниците и да ги прецизираат следните чекори. Дали сакаат да има објекти за игри на среќа? Тетовчани ќе се изјаснуваат преку референдум. Од движењето антикоцкање кој е иницијатор за спроведување референдум во општината, велат дека се прават последните подготовки за негово одржување. Со координаторите на партиските што се членови на одборот во општината Тетово, имавме средба и остана да се договоримо за времето кога да се одржи референдумот. Еден ден, значи, ќе се гласа на сите изборни места каде се гласа за пратеници за локалните избори. Целта на референдумот е една порака да даваме на властот дека овој народ не ги сака игрите на среќа, зашто овие не носат среќа, него носат несреќа. Затоа референдумот ќе се одржи во Тетово и во цела Македонија. Од локалната самоуправа велат дека иницијативата за одржување референдум е доставена до нив, па по првата држана средба закажана е нова кон крајот на овој месец, за да се прецизираат чекорите за неговото спроведување да помине успешно. Зошто се важни овие средби? Затоа што намерата е да се пристапи посериозно и подобро да се разгледа прашањето за референдум, со оглед на тоа што знаеме дека за да биде еден референдум успешен нели потребна излезност од над 50% од гласачите, што во досегашната историја на избори во Тетово не е забележано. Така што веројатно после оваа средба на 20 мај ќе има некој унифициран, конкретен став на политичките партии какви ќе бидат следните чекори околу прашањето на референдумот. Инаку пратениците треба да ги усвојат предложените законски измени, со кои се предвидува оддалечување на објектите на игри на среќа на 500 метри од образовни институции. Од здруженијата пак поврзани со игрите на среќа се против ваквиот закон, зашто според нив на тој начин истите ќе се спроведуваат нелегално. А со затворањето на објектите ќе се загрозат работните места и екзистенцијата на вработените и нивните семејства. Министерот за економија Крешник Бектеши на пресконференција информираше дека во април инфлацијата е намалена на 13%. Тој рече дека владините мерки даваат резултати. Пред неколку часа Заводот за статистика ги објави новите податоци кои уште еднаш ја потврдуваат заложбата на владата, Министерството за економија во делот на носење на мерки и справувањето со инфлацијата, посебно во делот на цените, и имаме тренд на намалување, што значи дека во април веќе се намалува инфлацијата на 13%, и ако се споредува од тоа колку беше во октомври, кога и почне поголемиот удар во делот на цените, ќе приметиме дека имаме речиси 7% намалување на инфлацијата во нашата држава. Ние најавивме во јануари ова година дека ќе донесеме мерки кои генерално не се пазарни, повеќе се административни мерки, зошто заради тоа што се примети дека од јануари имаше зголемување на трошоците, иако е благо зголемување од 0,2%, но тоа што беше договорено меѓу владата и стопанството генерално беше дека трендот на намалување ќе продолжи.
Тоа не беше почитување во голема мера од страна на одредени производители, одредени трговци и ние почнавме токму во тој период да носиме административни мерки согласно законот за трговија. Ако во случај имаме такви податоци и во текот на мај, што согласно првичните инпути што ги имаме како Министерство за економија нема да имат, ќе продолжи трендот на намалување, секако дека тие мерки ќе продолжат, а може да бидат и построги. Комисијата за здравство донесе одлука за препорака до Министерството за здравство да се укинат сите задолжителни мерки против COVID-19. Сакаме денес да соопштиме на јавноста дека комисијата ги разгледа тие препораки од Светската здравствена организација и воедно донесе препораки, односно одлука за препорака до Министерството за здравство, преку тоа и до владата и главниот координативен кризен штаб, да бидат укинати сите задолжителни мерки кои што се за COVID-19 и да направиме транзиција од едно пандемиско ниво на COVID-19 кој што го имавме до сега на глобално ниво, кон тоа да го третираме ковидот како вообичаена заразна болест која што ќе биде на ниво на другите болести кои што ни се присутни веќе во билтените што ги добивате во Институтот за јавно здравје. Кои се тие мерки што треба да се укинат? Се работи за 4 мерки, тоа се задолжително за носење на маски во болниците, задолжително носење маски во јавниот превоз, задолжително носење маски во аптеките и во домовите за стари лица и лица со посебни потреби. Би сакале воедно како комисија да кажеме дека, односно да препорачуваме дека во болниците со оглед на искуството кое што го имавме во текот на изминатите години кога COVID-19 беше главната причина зошто се носеа маските, позитивно искуство кое што ни укаже на тоа колку може да се превенираат интрахоспиталните инфекции, болестите кои што се пренесуваат во болниците, дополнителното оптеретување со таквиот вид на болести во болниците, да препорачаме и понатаму луѓето кои што ќе прават посети во болници или оние кои што ќе се најдат во болница за било каква друга услуга или интервенција се уште да користат заштитни маски, особено доколку се во високата ризична група на граѓани кои што имаат повеќе болести, кои што се во постарата возраст, над 65 години и така натаму. Безбедноста во училиштата, градење механизми на превенција од ризици и рано предупредување е темата на работилницата што се одржа денеска со ученици и наставници во Скопје во рамки на научно-истражувачки проект на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од УКИМ информираат дека цел на проектот е подобрување на севкупната и личната безбедност на учениците во образовно-воспитните установи, како и намалување на сите облици на насилство помеѓу учениците. Сите ние во суштина ја делиме одговорноста за денешната наша реалност, родителите, наставниците, децата и системот, значи не може да покажеме на прст конкретно за одговорност, затоа што на еден или друг начин придонесуваме за ова што денеска го живееме и дополнително геополитичките случувања, медиумите и реалноста во која живееме придонесува за ова што денеска го гледаме. Затоа по трката на пари, по кариера или по преживување заборавивме како за нашите деца, учениците и токму еден од основните цели на овој научно-истражувачки проект по кој особено сме благодарни на министерот за образование и наука на Република Северна Македонија и на нашиот ректор професорот Јанкуловски кој го поддржа овој проект заедно со Сенатот, каде што ќе разговараме со наставниците од училиштата, ќе разговараме и со учениците за да ги видиме и согледаме конкретните проблеми, имаме конкретни резултати на нивното мислење и ќе продуцираме прирачници, но и механизми. Еден од предлозите е да дојде до формирање на така наречена национална платформа за безбедносна култура, превенција и рано предупредување на сите видови насилство кај децата и младите. Особено ова го правиме да немаме инцидентна реакција, туку едноставно да има системски пристап, имајќи во предвид дека и училиштата и училишните дворови треба да бидат безбедносна зона. Но и овде каде што се наоѓаме еленијата, каде што завршува одговорноста дел на јавната безбедност, а продолжува одговорноста на приватното обезбедување и од тука сметам дека токму училиштата треба да ги претвориме во безбедносна зона, да се пречитаат протоколите во делот на безбедносниот сегмент на училиштата, бидејќи, например, ова училиште за нас има еден службеник за обезбедување, истиот училиште има 3 влеза. Од тука сметам дека дополнително треба да се разгледаат сите сегменти на заедничката споделена одговорност на јавната безбедност и на приватното обезбедување.
Воедно, како еден од предлозите на овој проект кој го предлагаме заедно со нашите колеги е да заедно со Бирото за развој на образованието да се разгледа можноста за создавање на предметна програма од областа на безбедносната култура во основното, средното и високото образование, каде што и исправувањето со природните катастрофи, со сајбер безбедноста, но и ваквиот тип на насилства, исто така ќе биде предмет на анализа и обработка. Воедно сакаме да предложиме на институциите и истото го направивме и на средбата каде што не покани министерот за образование од еден интердисциплинарен аспект, предлагаме серија на мерки не само од Министерството за образование и наука, туку и, например, од Министерството за внатрешни работи. Дополнително треба да се ангажира Министерството за внатрешни работи да направи контрола на лесното и мало оружје кое го поседуваат граѓаните и сега е моментот кога се врши пререгистрација на дозволите кај граѓаните и мора да се зајакне контролата на начинот на чување на оружјето и почитувањето на регулативата кај стрелиштата. Но воедно е посебна регулатива во сегментот на тоа кој може во земјата да поседува лесно и мало оружје, но и воедно начинот како истите ќе се користат и да се создадат посебни тимови во секој училиште, да се сподели одговорноста со единиците на локалната самоуправа и истите да заеднички и Министерството за внатрешни работи подиректно се вклучи во обезбедување и гарантирање на безбедноста на нашите деца. Министерството за образование и наука ќе има состаноци со надлежни институции кои треба да проценат кои се ризиците од употреба на социјалната мрежа TikTok за учениците, за да се донесе заклучок дали треба да се ограничи нејзино користење. Денеска ќе продолжиме со состаноците, со институциите кои треба да проценат кои се потенцијалните ризици од употребата на TikTok мрежите и што материјали има во тие мрежи, конкретно во TikTok, во начинот на негова употреба од учениците во основно и средно образование. Една од причините, ако во институциите на безбедност се потврди, како што знаеме дека последно, и според информациите што и вие ги имате, неколку TikTok видеа од учениците, кои беа неколку најави, веднаш се зедува од МВР. Ако тоа може да се процени како лош материјал, лош причина за употреба на TikTok-от, заедно со Министерството за информатичко општество, со Агенцијата за електронска комуникација и другите институции каде што се во делот на доменот на функционирање на TikTok-от, ќе ги разгледаме сите можности во начинот на употреба на TikTok како апликација. Освен тоа, јас кажав дека и другите мрежи, начинот на другото користење, дури на и другите алатки каде што може да земат материјал, ако можеме од другите институции кои што се во дел од информатичкото општество да имаме конкретни ограничување во начинот на отварање, во начинот на потврда на податоците, внесување на некои податоци, мислам дека ќе ги разгледаме сите можности. Заради тоа што и не само во нашата земја, и во неколку земји во регионот се гледат овие можности како начин каде што децата од сите материјали што ги добиват се во некој, како да кажам, фази на процес или како што проценуваат и психолозите, фази на процес кога земат информации кои не случај, исто така се и препораки. Неуспешни се преговорите за покачување на платите на вработените во Државниот испитен центар, а штрајкот продолжува. Тие посочуваат дека веќе е неизводливо да се реализираат државните матури согласно датумите, а тоа ќе значи пролонгирање и на времето во кое ќе се објават и резултатите. Она што е најново се случува е дека од нашиот буџет, значи се резервирани средства за пренамената на која што е во ЕКН во моментов, односно за платите на функционерите. Значи, некои се 270 до 300.000 денари се веќе резервирани за нивните плати, а за нас ни е понудено по 1.000 денари од човек. Нашите барања беа нели околу 400.000 денари. Од таа причина, бидејќи истекоа оние рокови кои што ние ги предвидувавме сами како вработени, за колку време ни треба со толкава пауза измеѓу, да ги постигнеме процесите, особено за државната матура, присметките се дека веќе е речиси невозможно да се постигнат тие датуми, кои што се во календар ставени, односно 27. мај е многу тешко изводлив
да не речам воопшто неизводлив, и од таа причина бараме промена на календарот за водилот за полагање на државната матура и промена на датумите. Тоа би значило и автоматски пролонгирање на резултатите, бидејќи добар дел од процесите се врзани со кои што се врзани со оценувачите и тестатори и така натака, не е само печатењето на тестовите, но има добар дел процеси кои што се врзани со надворешни лица, а нашето нефункционирање во овој момент подразбира дека нема да стигнеме ни со резултатите. Од таа причина бараме веќе министерот за образование да почне да разгледува и да преговара со нас за кои се следните можни опции за нови термини за државна матура. Искрено се надевам дека нема да биде ова пролонгирање големо и дека нели ќе зависи нормално од нивниот одговор, односно од одговорот на Министерството за финансии. По повод денот на полицијата со посета на вечните почивалишта, вчера им беше оддадена почит на трагично загинатите полициски службеници од Тетово и Тетовско. Меѓу нив и Цоки Стојановски. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, вчера делегации на институции, политички партии, семејството, пријателите му оддадоа почит на полицискиот службеник Цоки Стојановски, кој загина во војниот конфликт во 2001 година. Свежо свеќе беше положено на неговото вечно почивалиште на православните гробишта во Тетово, а потоа и на спомен бистата, подигната во негова чест, во полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 година беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот на платната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицајецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Тој на дело докажа како треба да се обавува должноста полицаец и како треба да се чува и брани Македонија. Загина на 28 години, а по прераната смрт зад себе остави сопруга и 2 малолетни деца. Во продолжение ви пренесуваме што регистрирала полицијата во текот на изминатово деноноќие. Вчера во секторот за внатрешни работи Тетово, во присуство на родители, представници од Центарот за социјални работи и адвокат за малолетници, бил извршен службен разговор со 5 малолетници од Тетово. Тие се сомничат дека на 5 мај годинава, околу 22 часот и 50 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, физички нападнале 4 малолетници од Тетово. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. 22 годишничка од Тетовски Челопек со времен престој во Тетово, вчера во 11 часот и 50 минути во СВР Тетово, пријавила дека пред станот во кој живеела физички била нападната од 32 годишна тетовка. Случајот е целосно расчистен и против пријавената ќе следува поднесок. 38 годишникот Тетовско Желино вчера вечер во 20 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавил дека 20 на минути пред тоа во селото бил физички нападнат од неговиот соселанец. Поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска околу 1 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 31 годишен тетовец, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин и затоа што претходно агресивно се однесувал во домот. Инволвираниот е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 11 часот полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 21 годишник од Гостиварско село, кој непосредно пред тоа бил пријавен од неговата 77 годишна баба дека физички ја нападнал, пошто бил задржан во полициската станица Гостивар. Се расчистува и документира случајот и на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни
внатрешни работи Гостивар вчера вечер во 21 часот и 40 минути во Гостиварски градец лишиле од слобода 29 годишник од ова село. Тој се сумничи дека околу 20 часот во спортска обложувалница во селото со закана со остар предмет одзел пари од вработените и оштетил дел од инвентарот во објектот. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово одсек за превенција завчера во периодот од 12 до 16 часот во Гостивар и во Тетово спровеле повеќе активности во рамки на превентивно-едукативната кампања И јас и ти сме пешаци. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, одсек за превенција, завчера во период од 12 до 16 часот во Гостивар и Тетово, спроведоа повеќе активности во рамките на превентивно-едукативната кампања И јас и ти сме пешаци, а чии носители се Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност од Скопје. На неколку локации на централните подрачја на двата градови на граѓаните им беа поделени летоци на македонски и албански јазик со повеќе информации како безбедно да се преминуваат улиците, како да се движат пешаците доколку нема обликувани тротоари, да не зборуваат на мобилен телефон додека ги преминуваат улиците и по можност да носат посветла облека во вечерните часови за да бидат навреме забележани од возачите. Покрај тоа, граѓаните добија и маички со такви совети со цел да се придонесе за подигнување на сообраќајната свест и култура на оваа категорија учесници во сообраќајот. Ова дотолку повеќе што минатата година на поширокото тетовско подрачје беа регистрирани 4 загинати и значителен број повредени пешаци, претежно како последица на нивно или невнимание на возачите. Токму затоа годинава во континуитет се организираат и акциски и други контроли во чие средиште се пешаците, односно колку возачите им даваат предност, но и како тие се однесуваат во сообраќајот. 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа ќе се одбележи утре со полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово во организација на Сојузот на борци од НОП. Почетокот е закажан за во 11 часот. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.